Еве на повторно во емисијата Наше бебе. Со доаѓањето на пролетта ги менуваме и нашите животни навики. За тоа како да ја прочекате пролетта полни со енергија, проследете ги следните прилози, кои што ќе ве советуваат како да го сторите тоа. Исто така следат и прилози поврзани со здравјето на вашите деца, како и со нивниот физички развој. Гледајте и читајте Наше бебе. Акутната леукемија е најчестиот вид на леукемија кој што се појавува кај малите деца. Нешто повеќе за третирањето на оваа болест ќе слушнете во следниот прилог со доктор Ацева Андонова. Акутните леукемии се најчести малигни заболувања во детската возраст. Тие може да бидат акутни лимфобластни и акутни миелобластни леукемии. Сепак најчеста е акутната лимфобластна леукемија во детската возраст и таа учества со дури 80% од сите леукемии кои што се јавуваат кај децата. Најчесто се јавува кај децата на возраст од 2 години до 7 години, меѓутоа за жал не се поштедени ни току што родените деца, значи новороденчињата, а и повозрастните деца и адолесцентите, односно најчесто се јавува значи на возраст до 15 години. Многу загрижени родители прашуваат како, на кој начин и дали може да се превенира ова малигно заболување на крвта. За жал не постои превенција со оглед на тоа што не е позната основната причина или етиолошкиот фактор за настанување на ова малигно заболување, меѓутоа сепак може рано да се открие кога и излекувањето е многу успешно и кога навистина со денешните модерни терапии, излекувањето изнесува дури некаде до 80-90%, значи децата се излекуваат или влегуваат во една долготрајна ремисија, односно повлекување на болесна. Токму поради тоа е многу важно родителите да ги знаат тие некои основни симптоми и знаци на ова малигно заболување. За жал пак тие не се многу специфични и карактеристични, произлегуваат како последица на намалувањето на бројот на црвените крвни зрнца, односно еритроцитите, така да доаѓа до појава на анемија и симптомите се врзани значи со самата слабокрвност, потоа доаѓа до или намален или зголемен број на бели крвни зрнца, односно леукоцити и намален број на тромбоцити, односно крвни плочки. И токму поради тоа симптомите се од слабокрвноста, општа слабост, малаксалост, бледило, губиток на апетит, потешко дишење, поради падот на леукоцитите, значи белите крвни зрнца во крвта, доаѓа и до пад на имунитетот, така да децата многу често имаат инфекции кои што подолго време траат, често се повторуваат, се јавуваат симптоми на една грипозна состојба, на настинка, во смисол на покачена телесна температура, на ноќно препотување, исто така губиток на апетит, губиток на телесна тежина, може поради падот на тромбоцитите да дојде до почести крварења од непцата, од носот, да се појават модринки на кожата и токму овие значи симптоми доколку подолго време траат, доколку децата нагло губат во својата телесна тежина, имаат на субфебрилност, значи температура од 37-38 степени Целзиусови кој што подолго време трае, треба да родителите ги однесат децата на еден подетален лекарски преглед, каде што секако ќе се состои пред се од физикален преглед, значи преглед од страна на докторот, меѓутоа и од лабораториски тестови на крвта, така да ќе се земе крвна слика и диференцијална значи леукоцитна значи крвна слика. И тогаш веќе ќе се има увид за тоа дали постои ризик за ова заболување, доколку постои ризик, постојат и дополнителни дијагностички процедури.
Медитеранската исхрана ги штити децата од алергија. Медитеранската исхрана во текот на детството може да ги заштити децата од астма и ринитис, се вели во истражувањето, во кое учествувале 690 деца на возраст од 7 до 18 години. Според резултатите, грозјето, јаболката, портокалите и морковите заштитно делуваат против тешкото дишење и алергискиот ринитис. Отежнетото дишење се намалува и при консумирање на јаткасто овошје. Спротивно дејство има маргаринот. Утврдено е дека за 76% се намалува алергискиот ринитис при овој начин на исхрана, во која е вклучено овошјето, зеленчукот, рибата, маслиновото масло, интегралните житарици и јаткастото овошје. Оваа храна е богата со антиоксиданси, кои според истражувачите ја смируваат алергијата. Umetničko lizganje je sport kada deca mogu rano da počnuvat, negde su 4 godini da se zanimavat sa ovaj sport. Kako malce na početku, kako po rekreativno 3 pati vo nedela, a posle toa i 5 pati i 6 pati vo nedela. Bideki to je sport koji zahteva mnogo da se trenira, takođe je važna upornost, talenat je jedno, a rad je sasvim nešto drugo. Ono što je bitno da kažemo da je to jedan sport pored gimnastike i plivanja gde deca mogu rano da se specijaliziraju u samom sportu i takođe mogu da se i takmiče i na takmičarskom nivou, a i na rekreativnom nivou, jer je sport postao u poslednje vreme mnogo popularan i među rekreativnom decom, tako da u suštini svi mogu da se zanimaju s ovim sportom, bilo rekreativno, bilo takmičarki. Bideki site ne mogu da se zanimavac ovaj sport kako profesionalno. Znači, to je sport kada se zanimavat i maški i ženski, nije isključitelno ženski sport, kako mislim deka veliki broj na ljudi misli deka to je samo ženski sport. Takođe je sport individualan, tako i u grupama, u paru, može se lizgati i u paru, a i u solo. Ono što je vrlo bitno, to jeste individualni sport, ali se sami treninzi odvijaju u grupi. To znači da su deca uglavnom druže malo više na treninzima, a sam natprevar je, da kažemo, individualni. Vo sportski centar Boris Trajkovski deca u ovom momentu treniraju vo 3 grupe. Kao i svekoj sport možemo da kažemo deka ima neke porizične stvari, ali mislim deka to uopšte ne je važno. Deca treba da dojdat da se zanimavac sa ovaj sport, ne sa ovaj, sa bilo koji sport ili sa sport za umetničko lizganje, bidejki razvijaju zdrav duh, obvrske, sekoj den dođat na trening, povнимателно se vežbat, razvijaju svoju individualnost i svoju kreativnost. Dosta vežbamo uz muziku, to je ono što je bitno. Takođe, treninzi se odvijaju kako na lizgalište, tako i vo sala. Vo sala rabotime vežbi od gimnastika, imaju časove na baletu, bidejki on je mnogo važan za samo nastapuvanje na natprevar. I vaka, da kažem, tradicionalno je deka na sekoj kraj od sezonava imame predstava vo fustani i to ase, a ke se nadevame od narednata godina ke bide i nekoj natprevar. Znači, kako i sekoj sport, veoma je važan za fizički razvoj dece. Koga deca počnu, vrlo je važno da imaju dobru koordinaciju. Znači, ovo je sport koji razvija kompletno muskule na telo, dobro držanje tela, znači ako deca imaju neke deformitete, vrlo je važno da imaju pravilno držanje tela, jer to je vrlo bitno prilikom samog lizganja, site muskule rabotat i ušte mnogo dobro je, bideki su celo vreme na zdrav vozduh, koga je mrazot, to je mnogo zdravo, jer nema bakterije i tako da deca
u principu koji imaju problema sa disajnim organima ili astmom, baš se preporučuje da se bave sa umetničko lizganje bideki, na mrazot nema bakterije i pozdravo je. Deca stiču imunitet jer su stalno na hladnom i to je ono što je, da kažem, prednost u odnosu na neke druge sportove. Ovo je sport koji zahteva razvoj svih fizičkih sposobnosti i deca koji se na početak, kao što smo rekli, od samog početka mogu od 4. godine već da se zanimavac ovaj sport, oni mogu da steknu jedno kompletno znanje od svih sportova i jednog dana mogu da odat na bilo koji drugi sport ako veke ne seka da se zanimavac umetničko lizganje. Bideki se rade vežbe od skoro site sportovi, ovsen od sportovi so topka. Znači gimnastika, balet, atletika i sve to što je, da kažem, jer to je jedan od najkompleksnijih sportova uopšto koje postoje među ostanatite sportovi. Pridružite ni se, dojdite vo sportski centar Boris Trajkovski da se lizgame zajedno site. Доење близнаци. Уште за време на бременоста, жените кои носат близнаци постојано се запрашуваат како ќе ги дојат своите бебиња и дали ќе имаат доволно млеко за своите близначиња. Најчесто овие прашања се поставуваат во советувалиштата за бебиња. Во прилог следуваат одговори на овие прашања кои се надеваме ќе ви помогнат полесно да се снајдете во улогата на доењето. Најпрво да ве потсетиме, природата се грижи за сите нешта на оваа планета. Ако е природно мајката да роди 2 или 3 деца, тогаш логично е да се заклучи дека таа иста природа ќе се погрижи да ја овозможи на мајката да ги прехрани своите деца. Да, мајката може да произведе доволно млеко. Производството на млекото, лактацијата, работи на принципот на понуда и побарувачка. Дури ако доите 3 деца, телото ќе може да произведе доволно млеко и така да ги задоволи потребите на сите бебиња. Во овој случај, вие ќе треба да внесувате повеќе калории и течности од мајките кои дојат едно бебе. Здравите оброци ќе ви бидат најпотребни во периодот на доењето. Повеќе млеко ќе имате ако ги доите во исто време. Повеќето експерти препорачуваат истовремено хранење, доење. Во спротивно, ако го доите едното бебе, ќе се најдете во ситуација кога ќе завршите со хранењето, веднаш да побара оброк и другото бебе. Најдобро е близнаците да ги храните заедно, така што ќе ги поставите на грб со лицето кон вас. Бебињата ќе ги поставите спротивно на вас. Главчињата ќе им ги придржувате со рацете, а нозете ќе им ги ставите зад вас. Обидете се на секој бебе да му ги понудите двете гради. Ако на секој бебе ги нудите двете гради, ќе успеете да ги надоместите различните потреби на бебињата. Например, ако едното бебе сака да цица повеќе од другото, при следниот оброк заменете ги местата на бебињата. На овој начин ќе успеете да ја задржите истата понуда на млеко во градите. Дополнете го доењето со формула ако е неопходно. Ако имате тројка или четворка, формулата може да биде неопходна за да се одржува рамнотежа. Додека доите 2 бебиња, во исто време, другите 2 може да имаат оброк во шише. Не заборавајте следниот оброк да ги доите другите 2 бебиња, а останатите да добијат малку формула во шише. Дополнителна помош ви е потребна. По раѓањето на близнаците потребна ви е помош од најблиските, бидејќи ќе бидете исцрпени. Тоа е природно. Можеби ќе се одлучите за измолзување на млекото од градите, па во овој случај вашиот партнер може да го врши ноќното хранење. Вас ви е потребен доволен сон и одмор, бидејќи за доволно млеко морате да бидете полни со енергија. Домашните треба да ви помогнат околу обврските во домот.
Пролетта е период во кој што често пати може да дојде до појава на алергии кај децата. Нешто повеќе за алергиите кај малите деца ќе слушнеме од докторката во следниот прилог. Алергијата представува состојба една што организамот има преголема чувствителност кон надворешните туѓите тела и тоа кај деца кои што се склони кон со предиспонирани кон таква алергија добиена од родителите, вродена предиспозиција со таа алергија. Провоцирачки фактори кои што доведуваат до оваа алергична состојба се сите вируси, бактерии, хемиски субстанции, медикаменти, аерозагаденоста и најчесто во детската возраст пасивното пушење. Најчесто во најраната возраст алергиите се пројавуваат од гастроинтестиналниот тракт, причинети од нутритивни алергени. Покасно веќе се присутни и инхалативните алергени, детето што ги удишува од надворешната средина, од воздухот. Негде после третата година, најчесто алергичните состојби се го зафаќаат респираторниот тракт, респираторниот систем, и тоа овој систем го делиме на горни дишни патишта и долни дишни патишта. Тоа е сигурно условно само, бидејќи ограничен процес на еден дел не може да има. Кога ќе почне алергичниот процес, може да се, бидејќи респираторната лигавица е една функционална единка, може да се спушти од горните и во долните дишни патишта. Во горните дишни патишта тоа се го сочинуваат овој тракт синусите, устната шуплина, цело лимфно ткиво кое што се навоѓа во носната шуплина, во устната шуплина, како што се крајниците, тонзилите, третиот крајник и сите состојби што содржат сите овие органи кои што содржат лимфно ткиво. Најчесто тука клинички се пројавуваат воспаление на алергично воспаление, во сезоната сега, почнувајќи од пролет, ако март ни е топол, почнуваат полените, во воздухот се презаситен со полени и почнуваат поленозите. Како се клинички пројавуваат? Воспаление на лигавицата на носот, тоа е првиот контакт на алергенот од воздухот во организамот на детето, се пројавува кијавица, кашлица, секрет од носето, во почетокот е бистер, солзење од очињата. Тоа е она акутната фаза, во колку продолжува контактот на алергенот со детето, со лигавицата, со респираторната лигавица, веќе се формира една хронична фаза на овие горни дишни патишта и тоа се формира еден инфилтрат, кој ние го нарекуваме алергичен воспалителен еозинофилен инфилтрат, со што носниот канал се затвора, запушува, заради ограничено зголемување на лигавицата на носот, детето диши тешко заради зголемиот трет крајник, тоа е све лимфно ткиво и третиот и двата крајници, детето хрчи, има тешко дишење. Терапијата на овие состојби, акутната состојба на горните дишни патишта, си бара да се дадат вазодилататори, да се дадат вазоконстриктори во прв ред и да се дадат локално да ја намали таа подуеност ако постои. Најбитно е хроничното лекување на овие дишни патишта, на овој така наречен обструктивен синдром. Тоа се лечи во колку не успеа, најбитно е при целата таа состојба да се постави диагнозата, да се оддиференцира акутен воспалителен процес кој што може да настане од инфекции и акутен воспалителен процес од алергична природа. Тоа не е тешко да се диференцира со тоа што во однос на крвта се докажуваат еозинофили, се докажува висока концентрација на серумски имуноглобулин
и најбитен е алерголошкиот тест, кој што во детската возраст е најобјективен кутаниот тест. Доколку е поставена диагнозата, рано треба да се отпочне и со превенција. Битна е превенцијата на овој обструктивен синдром. А која е превенцијата? Да не дојди до контакт алергенот со лигавицата. Бидејќи лигавицата е преполна со мастоцити клетки кои што ги продуцираат тие биоактивни супстанции, тогаш може да не дојде до формирање на овој инфилтрат. Постојат медикаменти антиалергични и во колку инфилтратот е формиран, постојат и топични, така наречени локални кортикостероиди, и тоа што со најмала ресорбција во лигавицата, пошто не сакаме детето да го оптеретуваме и со кортикостероиди. Кога е формиран овој горен обструктивен синдром со запушено носе, со отежнато дишење, зголемени крајници, треба секогаш да се има во предвид, пред да се донеси било каква одлука за третман кај овие деца, а негогаш често и се носи таа одлука без консултација со пулмоалерголог за отстранување на ова лимфно ткиво. Без диагноза да не се одлучуваат оториноларинголозите, а и некои педиатри да ги отстрануваат крајниците и двата и третиот крајник. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме повторно за 7 дена, а дотогаш не заборавајте да испраќате фотографии од вашите деца. Ви посакувам пријатно попладне.